е град кој што изобилува со прекрасни и стилски девојки. Денес во нашето студио гостинка ни е Валерија Преспановска. Талентирана девојка која што се занимава со инфлуенсерство и нејзината креативност ја изразува преку слики и фотографии на социјалните медиуми. Предлагам да погледнеме едно кратко видео. Grickamo i za tobom žurim, htjela bih poprilično da s tobom danas bludim. Noć ova tako lijepa, a u meni silna zbrka. Како што најавив, добре дојде и посакуваме на Валерија Преспановска. Добро ве најдов и благодарам за поканата. Валерија, инфлуенсерството и што тоа овој поим представува, како и вие девојките кои што се занимавате со оваа професија, се една од топ темите во последните неколку години. Како дојде до тоа ти да се занимаваш со оваа професија? Па, јас започнав многу спонтано. Од секогаш ме интересирала модата, од секогаш сум сакала да се дотерувам, да се шминкам, да се сликам. Не знам дали се сеќавате на High Five, социјалната мрежа која што постоеше пред да постои Фејсбукот. Па јас уште од тогаш, ако некаде постои тој стар профил од High Five, може да се забележи дека уште од тогаш ме интересираше така да смислувам комбинации на различни локации, да се фотографирам. Тогаш воопшто не ни предпоставував дека еден ден би можела сериозно да се занимавам со ова и да ми биде на некој начин како професија. По-професионално, да кажем, започнав да се занимавам кога прв пат почнаа да ме контактираат за соработки. Прилика некој, можеби, повеќе од 2 години се занимавам со ова. Некогаш оние негативни коментари или нетрпеливост, едноставно немањето разбирање за она што вие го правите може да делува и негативно. Како ти се справуваш со тоа? Што те мотивира за да продолжиш со ова? Па искрено, јас можам да кажам дека имам навистина прекрасни следбеници. До сега не сум се нашла во ситуација да бидам нешто навредена или да имам некои хейт коментари. Се разбира, сум имала некои, да кажам, критики или негативни коментари, но не толку често, баш напротив. Многу повеќе добивам поддршка и разбирање. Тоа е точно, да, дека генерално гледано на оваа професија, не секој знае точно за што станува збор и од тука произлегуваат и тие предрасуди, сметам дека е само недостаток на информации причината. Рекламирањето на производи има начини како можете да го направите тоа да изгледа убаво, пријатно. Дали фирмите почнаа да го препознаваат овој маркетинг? Па да, можам да кажам дека се почесто фирмите се заинтересирани за овој тип на маркетинг. Мене лично многу ме радува што поголемите фирми се повеќе се насочуваат на овој тип на маркетинг, на кампањи и овој начин на рекламирање, покрај останатите се разбира помали брендови или фирми. И тоа е добар правец. Мислам, добро се развива, оди во добра насока. Значи би се сложила со мене кој ќе речам дека може да се заработува од Точно, да. Па за разлика од пред неколку години, можам да кажам дека навистина има некој прогрес, напредок, веќе поточно се знае за каков тип на маркетинг станува збор, трудот станува повреднуван и можам да кажам дека може солидно да се заработува. Читам дека во 2019-та ти беше избрана и за Rising Star, односно за звезда во подем. Како тоа ти помогна во твојата промоција да се истигнеш? Па, секој афирмирање на трудот е добре дојдено. На тој начин дополнително ме мотивира да продолжам да бидам подобра, без разлика дали е некоја награда, еве вака некое гостување во емисија или може да биде и обичен позитивен добар коментар. На некој начин укажува дека некој го цени тоа што го работам и тоа ми дава, како што кажав, дополнителна мотивација. А што мислиш за вклучувањето на вашите приватни животи во објавите на Инстаграм? Немам ништо против тоа, значи тоа е малку индивидуално прашање, кога станува збор за вклучување на приватниот живот, за некого тоа може да биде, например, една обична фотографија од роден ден или некоја прослава, да се смета за пласирање на приватниот живот. Што во денешно време мислам дека не е ништо чудно, не е ништо ново.
Но јас до некаде имам некоја граница, да кажам, не пласирам премногу од мојот приватен живот, бидејќи сметам дека има некои работи кои што треба да си ги задржам за себе и не знам, не снимам, како да кажам, не споделувам константно моје секојдневие, мој приватен живот. Се случува и такви моменти, да, но сепак имам некоја граница. Сепак ти комуницираш со своите следбеници. Точно, да. Дали некогаш си добила идеи од твоите следбеници или едноставно од каде ги црпиш твоите идеи за такви објави? Па се случувало многу често, например, да добијам идеја, например, да ми пишат снимај повеќе вакви видеа или те молам вклучи повеќе брзи рецепти за храна или следно те молам сними ваков туторијал за шминкање. Да, се случувало да добивам инспирација и конкретни идеи што би сакале да видат следно на мојот профил. А генерално инспирација можам да кажам дека добивам од секаде. Можам да се инспирирам од, не знам, филм, книга, песна, спот, социјалните мрежи се разбира секако. Едноставно се што ме обкружува. А кон која содржина најчесто си насочена или како што милувате да се кажете, каков контент можеме да видиме на твојот профил? Многу модни комбинации, шминка како што кажав, поточно туторијали за шминкање. И воопшто туторијали за убавина, коса, фризури, такви работи. Често се случува да вклучам и некои брзи рецепти. Тоа е помалку застапено, но знам да снимам и така некои брзи рецепти за приготвување на храна. Ме интересира дали некогаш имаш направено некоја анализа на твоите следбеници, која е просечната старосна граница? Сигурно нема да одиш профил по профил, односно да проверуваш колку години имаат. Да. Најме да речеме со кого најчесто комуницираш? Јас немам направено таква анализа, но таква анализа прави самиот Инстаграм, како да кажам. Тоа е некои статистики кои што се зачуваат како податоци. Можам точно да проверам, например, од која возраст, каква публика најмногу ме следи мене. Кај мене тоа е најчесто од 18 до максимум 35 години. Значи, таа е најзастапена моја публика. А најмногу комуницирам со, па би можела да кажам, моја генерација. Значи, 25 години. Се случува и помлади девојчина да ми пишат, се случува и повозрасни од мене да ми пишат, да ме контактираат за некој совет или предлог или било како. Светот останува на младите, па да ги послушаме младите. Да. Кој е твоето умилено место за фотографирање? Немам едно умилено место. Конкретно во Прилеп мислам дека ми се сликани сите така привлечни, фотогенични, да кажам, места, кои што јас сметам дека можат да изгледаат добро на фотографија. До некаде моментално тоа станува и ограничено со целава ситуација, малку ни се ограничени можностите за сликање на нови места. Не знам, како што кажав, немам едно омилено место, но секогаш гледам да е нешто да се вклопува со, например, комбинацијата што ја носам. Например, кога сликам некоја комбинација со повпечатливи бои, гледам позадината или локацијата да е поедноставна. И така, едноставно зависи. Секогаш различно. Како твој следбеник, забележав дека си голем љубител на храна, на тестенини и на пица. Да. Кажи ми како тоа оди заедно со вака твојот убав изглед? Ти благодарам. Па како одим? Не знам, јас моментално не спортувам. Сум имала неколку неуспешни обиди да се натерам да спортувам и еве и сега скоро, минатиот месец, пробував да вежбам нешто дома, ама некако многу брзо губам волја за вежбање. Дека сум љубител на брза храна, тестенини и таква храна, тоа е точно, да. Често може да се види такво нешто на мојот профил, но не знам, некако мислам дека правам некој баланс. Ако еден период сум дозволила да се хранам, да кажам така, по-нездраво, имам следен период кога, например, сум посветена и баш се трудам да се исхранувам здраво. Може би тој баланс е клучен за да изгледам така како што изгледам. Кажи ми, што е потребно за една добра фотографија? Колку време трошиш на овој процес, како тоа изгледа? Па,
Зависи, потребно е, можам да кажам, доста време. Јас, барем на принципот на кој што работам, гледам барем во текот на една недела да имам спремни фотографии за објавување за секој ден. Некогаш се случува да имам испланирано контент фотографии за цел месец, што значи дека тоа е на некој начин организирана фотосесија, можам да кажам. Цел процес е всушност најпрвин, не знам, одбирам комбинации кои што сакам да ги сликам, потоа размислувам на кои локации би можела да ги сликам. Многу фактори се битни. Значи за една добра фотографија еден од најбитните фактори е светлото, значи да има добра светлина, да е убава чиста светла фотографијата. Исто така многу е битна и енергијата, расположението од тој што ме фотографира, моето расположение. Не секогаш ми се случувало, например, ако не сум баш нешто расположена, се да биде комплетно сите, да кажам, сегменти, светло, локација погодено се, но ако јас не сум расположена, нема да излезе и добра фотографијата и ми се случувало и да ги пресликам, например, истите комбинации во друг ден. Така да, многу фактори се и, како што кажав, станува збор за процес, што не изгледа така. На социјалните мрежи изгледа дека е многу лесно и едноставно. Оствари, за сето тоа стои навистина труд и посветено време. Со сето ова што ни го кажа во игра, открини кој стои за твоите фотографии, кој е толку трпелив? Најчесто ме фотографира дечко ми и јас му сум преблагодарна за тоа, за сето тоа издвоено време. Се случува исто така брат ми да ме фотографира покрај оние, да кажам, организирани фотосесии со фотограф и така натаму. Најчесто се тие. Дали ова што го правиш моментално е она со кое што сакаш ти да се занимаваш во иднина или останува да бидеме изненадени? Кои се твоите планови за во иднина? Така. Дефинитивно би сакала да продолжам да се занимавам со ова, бидејќи навистина ме исполнува и го работам со љубов. Покрај ова, да, имам и некои други планови, кои што се надевам дека ќе успеам да ги реализирам барем следната година. Не би сакала моментално да ви откријам. Станува збор пак за нешто поврзано со нешто што се надополнува на ова што веќе го работам, исто нешто креативно. И како што кажав, се надевам дека ќе успеам да го реализирам и тоа во иднина. Која е твојата порака до младите, не само до инфлуенсерите, туку до сите млади кои што остануваме во Македонија и се трудиме да успееме на ваков или на таков начин? Има ли надеж? Секогаш има надеж, доколку се има добра замисла, цел во животот за успех, секогаш постои надеж, само треба волја, посветеност и работа. Кога станува збор за конкретно за младите, факт е дека нашата земја има ограничени можности во одреден поглед, за разлика од останатите земји и на младите тоа некогаш им представува проблем. Но како што кажав, доколку се посветите на нешто што сакате да успеете, доколку имате јасна цел, ништо не е невозможно и секогаш може да се постигне. Но најбитно е да се вложи работа и труд, а не едноставно да се очекува да ни се случи нешто спонтанно од нигде никаде. Да се сака оно што се работи и да се верува така, нешто да, кое ќе се исполни. Точно. Валерија, ти благодариме за твоето учество во нашата емисија. Ви благодарам многу, мило ми беше. Драги гледачи, до наредното издание на Инфорегион, останете во добро здравје.